малку области во Европа што го зачувале својот праисконски изглед и живиот свет пред налетот на цивилизацијата. Подрачјето на клисурата на Црна река во Јужна Македонија е едно од ретките кои во своите недостапни карпести и ридски делови останало зачувано во речиси неизменет облик. На овој голем простор од клисурата на Црна река што се протега од Скочивир до утоката на Каменица, на околу 80 км должина, се среќаваат многу природни реткости што ги снема од многу краишта на Европа. Екипата на документарната програма на македонската телевизија во оваа куса репортажа ве води низ фантастичниот свет на дивите предели, необични камени скулптури и карпи, интересни растителни видови и ретки животни. Нашата прва станица на овој пат е клисурата на Црна река кај Расимбеговиот мост. Минуваме низ пустите области во Мариово. Пред нас се редат чудесните предели на оваа дива висорамнина. Посебен печат на овој амбиент му даваат необични камени фигури и карпи. Името на Црна река е од непознато потекло. Некои луѓе од овие краишта сметаат дека името го добила поради страдањата на луѓето во низините води. Веројатно многу луѓе одамна го завршиле својот живот во водовртежи и во врзаци. Големи гранодиоритни карпести блокови доминираат во огромниот простор на првиот дел од клисурата од Скочивир до Гуѓаково. Посебно кај селото Манастир во клисурата на Црна река, овие карпи изгледаат импресивно и застрашувачки, во чудна комбинација на хаос и хармонија. Многу села по должината на клисурата на Црна река и во незината околина се сенишно пусти. И некогаш прочуеното село Манастир денес е полупусто. Запуштените куќи се полусрушени. Занимливата македонска камена архитектура од овој крај полека пропаѓа. Центар на духовната активност на жителите од овој крај е манастирот Свети Никола, исклучително вреден манастир, што се уште му одолева на забот на времето. Во дворот на манастирот се наоѓа и старата фурна, која денес ретко се употребува. Во селото Манастир и другите села од ова подрачје се среќаваат мощни необични гробишта. Според својот облик, гробовите потсетуваат и веројатно представуваат миниатурни камени куќи. Како и сите гробишта, а овие посебно, го тераат непознатиот минувач на размислување за минливоста и за смислата на животот. Главно занимање на луѓето од подрачјето на клисурата на Црна река и незината околина било сточарството. До Втората светска војна во овие краишта паселе големи стада овци и друг крупен добиток, додека денес на овие подрачја пасат вкупно само неколку илјади овци. Покрај овците во помал број има и крави, коњи и друг ситен добиток. Известна надеж за овој крај дава акцијата за оживување на сточарството во овие краишта. За таа цел, од неодамна изградена сточарска фарма Агро Мариово, која се обидува на овие простори да ја врати оваа запоставена гранка.
Добитокот и недостапните карпести предели даваат идеални можности за опстанок на мршојадците. Овие чудесни птици грабливки денес се речиси истребени од Европа. Ова е една од ретките области каде што можат да се сретнат овие величествени птици. Десетина двојки на белоглавиот мршојац гнездат по недостапните стрмини. Ова е едно од последните места во Македонија каде што гнездат овие загрозени птици. Се хранат исклучиво со остатоците од умрениот добиток. Египетскиот мршојадец е најмал мршојадец во Европа. На ова подрачје се гнездат десетина двојки од овие ретки птици. Гнездата ги прави на недостапните карпи во помали пештери и дупки. Се храни со остатоците од умрените домашни и диви животни. Како и белоглавиот мршојадец, и тој придонесува за чистењето на природата од труповите на умрените животни. И екскрементите на добитокот или добиточна лепешка имаат определена улога во окружењето на материјата во природата. Таа представува главен извор на храна за инсектите лепешкари. Ова е египетски свет лепешкар. Од лепешка прави топчиња што ги тркала или турка на специфичен начин до определени дупки во земјата. Овие топчиња од лепешка се негова храна. Овој инсект во нив ги положува своите јајца. Подрачјето на клисурата на Црна река е богато со многубројни растителни видови и нивни заедници. Најбројни се представниците на медитеранската и субмедитеранската флора. Македонскиот даб е чест вид дрво на подрачјето на клисурата на Црна река. Тоа е субмедитерански вид што расте на некои делови на Балканот. Вакви стари стебла на македонскиот даб се ретки. Поради сечењето и уништувањето на вегетацијата, старите стебла и шумите на овој даб се доста проречени. Би требало да се преземат мерки за заштита на овој даб на подрачјето на клисурата на Црна река за негово зачувување. На многу делови од ова подрачје се среќаваат многу соголени и еродирани терени. На вакви терени мощно често се среќава горница. Ова грмушесто, трнливо растение е важно поради спречување на ерозијата. Исто така може да послужи како подлога за калемење на благородни сорти овошје. Има ситни, крушовидни плодови, што узреваат на есен. Глогот е вообичаен растителен вид на овие терени. Цути во април. Подрачјето на клисурата на Црна река е исклучително богато со многубројни инсекти. Цвеќињата, со својот миризлив нектар, представуваат вистинска мамка за многу инсекти. На овој цвет се гоштеваат златестите бубалки и црвените стрижи бубалки. Вториот дел од клисурата на Црна река, од селата Гуѓаково и Галиште до утоката на реката Камница, е потопен и претворен во вештачка акумулација – Тиквешко езеро. Нашата екипа го продолжува патувањето со чамец. Пристигнавме до најзафрлените делови од клисурата што се наоѓаат кај селото Галиште. Тука умира реката и започнува езерото. На овој дел од клисурата вегетацијата е речиси сосема запазена. Стеблата на потопените врби изронуваат од водата создавајќи семишна слика на пределот. Веднаш, над појасот на врби, растат шумите на дабот
благун и плоскач. Субмедитеранската вегетација на ова подрачје е разновидна. Се наоѓаме во најимпресивниот дел од клисурата. Варовнички масиви на голема рудина високо се креваат над клисурата. Над овие сурови карпести гребени се вијат белоглавите мршојаци и сурите орли. Нивното последно царство, предел изгубен во времето. Најинтересен вид дрво во оваа клисура е голиот човек. Тоа е редок и интересен вид дрво во Македонија. Името го добило според кафеаво црвената боја на кората на стеблото, што потсеќа на потемнетата боја на кожата на човекот. Лете, кората се лупи и стеблото добива сиво-зелена боја. Има јајчести, зелени листови, што не паѓаат во текот на зимата. Расте на варовнички карпи на само неколку места во клисурата. На некои места од оваа клисура се среќаваат речиси вистински шуми од дивата фоја. Луѓето од овој крај го користат ова дрво за правење колци за лозје и е познато под името тиса. На голите варовнички карпи растат многу интересни видови растенија. Во текот на април и мај цутат прекрасните наталиини рамендии. Ова растение е терцијарен реликт на Балканот. Има посебен облик на приспособување. На голема суша паѓа во состојба на мирување, во науката позната како анабиоза. Ашерсоновиот оман исто така расте на крајно сурови пустински суви стрмнини. На истите наоѓалишта расте и познатото растение жедник. Во термофилната субмедитеранска грмушеста зедница се среќаваат многу значајни представници. Тука е дивиот јоргован кој токму сега цути. Заедно со него расте црниот јасен, белиот габер и други видови. Заедно со нив расте помала грмушка на плускавец или пукалка. Во појасот на субмедитеранските грмушки и дрвја се гнезди реткиот орел змијар. Оваа убава птица грабливка се храни речиси исклучиво со змини и со гуштери, што на ова подрачје ги има во приличен број. На вториот дел од клисурата доминираат варовнички карпи и стрмини. Пред нас се чудесно интересните карпи, познати под името врапче. Се чини дека на врвот од овој варовнички масив се наоѓаат траги на вулканска активност.
над езерото и натаму се креваат масивите на Голема Рудина. Оваа маркантна стрмнина е прочуената Вишешница, за која се врзани разни легенди. Долу, под масивите на Вишешница и Голема Рудина, на левата страна од клисурата, на една малку извишена тераса, се наоѓа прочуениот Полошки манастир. Полошкиот манастир или манастирот Свети Ѓорѓија е средновековен манастир од 14. век. Ова исклучително архитектонско дело е сместено во прекрасен природен амбиент. Во последниве години интензивно се работи на реставрација на овој вреден објект. Околу манастирот наоѓаме разни растенија. Неколку стебла на дива смоква го обкружуваат манастирот. Малку понатаму се наоѓаат неколку стебла на сликовитото дрво на копривка, ценета билка во хортикултурата. Таа е ретко растение со терцијарна старост. Во околните субмедитерански грмушки и прнари честа е смрделиката. Таа е грмушесто растение што се среќава и во приморските области во макијата. Недалеку од неа расте смрдул. Нашето патување се доближува кон завршната точка на овој пат низ малку познатата клисура на Црна река. Тоа е делот од клисурата кај утоката на реката Каменица во Тиквешкото езеро. Оттаму има прекрасна гледка на масивите на планината Орле и Праведничката карпа. Околу нас живописни варовнички стрмнини со помали пештери и капалици. Ова е вистински геоморфолошки парк. Суровоста на пределот го дополнува трнливата драка. На стрмината расте коситерница. Тоа е типично медитеранско растение, приспособено на екстремно суви живеалишта. Листовите се крајно редуцирани и на тој начин е спречена загуба на водата. На недостапните карпи во помали дупки и по пештерите се гнездат дивите гулаби. Ова големо јато на овие птици се одбора на карпата. Над нас едри една грабливка. Ова е лисестиот глувчар. Оваа ретка убава птица се гнезди на недостапните карпи на оваа клисура. На еден карпест зид, крај влезот во пештерата, наидуваме на насликана фреска. За неа не добивме никакви податоци. Запираме и размислуваме уште еднаш. Какви се тајни крие оваа дива, величествена клисура. Создавањето на Вештачкото езеро, на другиот дел од клисурата на Црна река, доведе до низа еколошки и други промени.
Последиците на тие промени уште не се изучени. Некои промени веќе се забележуваат. Изменете општиот изглед на амбиентот. Делови од клисурата се потопени. Се менува составот на растителниот и на животинскиот свет. Никнуваат викендички, се загадуваат езерото и околината. Околу езерото сега се собираат барски птици. Големите сиви чапки се мощни чести птици околу езерото. Се хранат со рибата што ја ловат во езерото. Околу езерото кружи црната луња. Ова грабливка, според начинот на исхраната, е повеќе мршојадец отколку ловец. Бара остатоци од умрените риби и од други животни. Во време на преселба, во март месец, на Тиквешкото езеро понекогаш се гледа исклучително реткиот орел рибар. Оваа птица грабливка е вистински специализиран риболовец. Својот плен рибата го фаќа пикирајќи од височината во водата. Овој редок орел веќе не се гнезди во Македонија и само ретко се гледа за време на преселбата. Подрачјето на клисурата на Црна река е едно од најзначајните рефугиуми на многу растителни и животински видови, што се загрозени, ретки или проветчени на Балканот и во Европа. И покрај тоа, изобилува со разни геолошки и геоморфолошки феномени и со значајни културно-историски споменици. Поради присуството на многобројните ретки и загрозени птици, посебно грабливки, подрачјето на клисурата на Црна река се наоѓа на списокот на најзначајните живеалишта на птици во Европа. За жал, неговата вистинска активна заштита се уште не е реализирана. Постојат многобројни негативни активности кои опасно ја загрозуваат оваа клисура и можат да доведат до нејзино пропаѓање. Водата на Црна река и на Тиквешкото езеро е опасно загадена. Во неа се наоѓаат опасни тешки метали и други хемикалии. Забележани се чести случаи на труење на рибите и на птиците. Главно, загадувањето потекнува од отпадните канализациони и индустријски води од битова. На подрачјето на клисурата на Црна река редовно се лови. Често се убиваат и ретките птици и животни. За ова подрачје да се заштити, би требало да се забрани каков и да е лов. Криволовот со замки е мощен чест, при што се фаќаат и ретките и загрозени животни. Забележани се и тешки случаи на употреба на опасни отрови против волците. Во една таква акција отруени се и многобројни мршојаци, меѓу нив и последната двојка на брадестите орли во Македонија. Сеча и уништување на вегетацијата е мощно уочлива и некои делови на клисурата се сосема соголени. Дивата градба на викендички зеде голем замах и изградени се првите населби на најатрактивните делови од клисурата. На тој начин се зголемуваат можностите за натамошно уништување на природата и на овој исклучителен локалитет. Доколку не се преземат итни мерки за заштита на клисурата на Црна река и не се отстранат сите негативни влијанија, ќе дојде до мощно брзо пропаѓање на ова единствено подрачје од исклучителна вредност за Македонија и за Европа. Судбината на клисурата на Црна река и на незините ретки живи суштества е неизвестна. Може лесно да се случи поради човечкото невнимание, за секогаш да снема уште едно светилиште на природата.